Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Оно што е сосема јасно е дека ВМРО ДПМН свесно, злонамерно и на штета на граѓаните ја блокира изградбата на клиничкиот центар, најголемата инвестиција во здравството последните 80 години. Потонати се сите лаги на ВМРО ДПМН и Мицкоски, преку кои се обидуваат да најдат алиби за нивните неразумни и неодговорни блокади за изградба на овој стратешки проект во здравството. Во Скопје ќе се гради нов, современ и функционален универзитетски клинички центар од 110.000 метри квадратни, кој ќе гарантира високо квалитетни здравствени услуги, кои ги задоволуваат современите стандарди во медицината и потребите на граѓаните. Нивните тврдења дека во соседна Србија се изградил ист клинички центар за далеку помала сума се тешка лага, обид за манипулација на јавноста или пак незнаење. Клиничкиот центар во Белград е само една зграда, кула изградена одамна, која сега се реновира и опремува. Срамни и неосновени се и тврдењата на ВМРО ДПМН за наводен криминал, затоа што фезибилити студијата е на ниво на влади на Република Северна Македонија и Австрија во форма на стручна бесплатна помош за развој и унапредување на здравствениот систем во нашата држава и истата е одобрена од Националната агенција на Австрија. Во изградбата на клиничкиот центар ќе бидат вклучени најреномирани европски компании, германската Вамет и француската Буик Construction. Кого ВМРО ДПМН овде обвинува за криминал? Владата на Австрија или пак реномирани компании од Франција и Германија? Фактот што ја одбија отворената понуда, опозицијата да го води проектот, е доволен показател дека единствена намера на ВМРО ДПМН е да се кочат и да се блокираат законите што се во интерес на граѓаните и ништо повеќе. Изградбата на нов клинички центар е историска капитална инвестиција и решавање на децениски проблем во јавното здравство и неговата реализација треба да биде приоритет за сите партии, а не да го кочат и блокираат истиот. На јавност е јасно дека ВМРО ДПМН се противи на се што е добро за граѓаните и државата. Таквото деструктивно, антинародно и антидржавно однесување е препознаено од граѓаните. Затоа ВМРО ДПМН и Мицкоски 6 пати поред се поразени и затоа повторно ќе бидат губитници.